Јас сакам нешто да посведочам што ми се случи, што доживеав. Кога го читав Откровението, кај мене се јавуваше страв. Кога се обидував да го замислам небото, како сето тоа изгледа таму, кај ја толку се вознемирував, страв чувствував и не можев да го читам веќе. Престанав. И минатата средба, кога се молеше Манде, одеднаш ги слушнав трубите од небесата. И се запрашав, дали е тоа вистина дека ја ги слушам или ми се причинува. Меѓутоа тоа траеше, тоа не престануваше. Потоа видов некој простор што немаше крај, немаше боја, немаше светлина, него беше толку широко, едноставно не може да се го опишам. И повторно се прашав, дали е тоа тоа. Се обидував да најдам некој хоризонт, ама не можев да го најдам. Само тоа го чувствував. Го чувствував и го гледам. Утредента, повторно го земав, уствари не утредента, после 2 дена. Го земав Откровението и повторно го читав. Ама овој пат се радував. Се радував што го читам, зашто видов колку е убаво, видов колку зашто е целата борба, дека борбата е за спасот на нашите души. И треба сите да сме благословени за тоа, да го доживееме тоа, и го посакувам секој да го доживее тоа што го доживеав јас. И во оние стихови, јас не се плашам од зло и верувам во тебе, сега ги почувствувам, значи не ги пеев само, него едноставно ги почувствувам. Затоа ти благодарам, Исусе Христе, за све што чини за мене, за овие браќа, сотрудници, за сите нас да поверуваме и да исчекориме во тебе, Исусе Христе, зашто ти си славата. Амин. Амин. Слава ти, Исусе. Одиме со број 1. Слава ти, Господи Исусе Христе.